Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Се зголемува бројот на новозаразени во регионот, надлежните апелираат граѓаните да се вакцинираат. Загрижувачки трендови на злоупотреба на дроги кај младата популација, психолозите алармираат оти родителите не се доволно вклучени во животот на децата. Конечно промовирано пред тетовци делото на Дарко Гавровски Гавро, тетовски одговор. Пристигнувањето на печалбарите во родниот крај го зголемува ризикот од ширење на COVID-19. Зголемениот број на случаи во Тетово го вклучи алармот кај надлежните, кои што апелираат граѓаните да се вакцинираат и да ги почитуваат мерките за заштита. Со доаѓањето на печалбарите во родниот крај се зголемува ризикот од ширење на заразата со коронавирусот. Изминативе денови, Тетово е градот со зголемен број на позитивни случаи на COVID-19, а како уште една причина за ваквата ситуација, лекарите го наведуваат изголемениот број на тестирања. Лекарите со апел до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита, бидејќи како што велат, пандемијата се уште не е завршена. Зголемениот број на позитивни пациенти у Тетово се должи на зголемен број на тестирање. Има многу што барат да се тестират заради приватни обврски, заради патување и барат да се тестират. Тоа е една причина. Друга причина е кај нас има многу граѓани кои што живеат во држави од западни европски држави, Англија и така натаму. Може и тоа е причина. Што се однесува до хоспитализирани пациенти, во моментот имаме еден хоспитализиран пациент, кој што е со лесна клиничка слика, додека амбулантски прегледи некаде се од 3 до 5 пациенти. И со ова, бидејќи имавме и делта сој, што беше објавен од МАНУ, прошлата недела, така да се уште важат мерките, граѓаните мора да почитуваат, да внимаваат, нормално дека во просториите кај што треба да се носи маска затворена, што се препораките треба сите да се почитуваат, бидејќи се уште имаме работа со вирусот кој што не знаеме каков исход има, така да граѓаните мора да внимаваат се уште. И покрај зголемениот ризик од брзо ширење на вирусот со доаѓањето на печалбарите, градоначалничката Теута Арифи вели дека ситуацијата ќе се стабилизира со непречениот процес на вакцинација. Го предвид фактот дека имаме поголем број на луѓе кои престојуваат во градот, една работа. Втора работа, поголем број на луѓе граѓани кои сакат да одат на одмор и поради тоа вадат тестови, инаку не се оди секогаш од сам кеф да се вади тест, сигурно поради патувања. Бројката е поголема од информациите, од состанокот што го имавме со клиничкиот центар. Во моментот немаат пациенти со тешка клиничка слика, што е многу важно и се надевам дека на овој начин ќе успееме да стигнеме до крај на летото и нормално да почнеме со школото со физичко присуство. Во периодов кога многу градови во нашата држава немаат новозаболени, Тетово брои над 70 активни случаи на COVID-19. Во текот на неделава се регистрираа 7 нови случаи на коронавирус во Гостивар. Лекарите очекуваат бројката да расте, со оглед дека рестриктивни мерки нема, а на големо се организираат свадби и други свечености на кои има голем број луѓе. Гостивар засега има стабилна состојба со коронавирусот, но сепак се евидентираат новозаболени. Во текот на оваа недела беа потврдени 7 нови случаи, со што бројката на активно заразени сега изнесува 11. На инфективното одделение во Гостиварската болница деновиве има по 3 до 4 хоспитализирани позитивни пациенти. Вчера едно лице било препратено на клиника во Скопје. На инфективното одделение денес се пришатни 3 пациенти кои се во релативно стабилна општа состојба, позитивни, корона позитивни, и една пациентка која е моментално корона позитивна и планево
ќе биде примена во најефективното делење. Шутикуваме дека имаме 4 пациенти, а претходниот ден, во вечерните часови, испратен еден пациент со тешка општа состојба, со пад на сатурацијата, беше 2 дена под кислородна поддршка и испратен на ефективната клиника во Скопје. За сега не е утврдено од каде и како новозаболените во Гостивар го фатиле вирусот. Лекарите очекуваат бројката да расте со оглед дека рестриктивни мерки нема, а на големо се организираат свадби и други свечености на кои има голем број луѓе. Од овие пациенти што не се присутни на оделение, значи немат во анамнезата не ни кажуваат дека имат престои некој во странство, како дошло до контакт со ковид позитивни самите не знаат. Рестриктивните мерки се многу намалени, значи луѓето можат да видат во контакт без маски, гледам луѓе го се не одржуваат дистанца, не ја здрасте како се треба општа хигиена, не ја спроведуваат и очекуваме дека ќе се наголеми, особено сега со манифестативи, со свадби, со веселби, дојдени се гастарбајтериве од странство. Во земјава има вкупно 225 активно заразени со коронавирус. Најголемиот дел од нив се во Скопје и Тетово. Ставот на здравствените власти е дека засега нема потреба од воведување на рестриктивни мерки, а акцентот треба да биде ставен на вакцинацијата. Директорот на ТИРС Јован Деспотовски ги презентираше деталите од анализата за економските активности во технолошки индустриските развојни зони во првата половина од 2021 година. Имаме рекорден семестар, односно рекордно полугодие во работењето на зоните во изминатите 20 години. Значи, купниот обем на економска активност, односно извозот во рамки на зоните во првите 6 месеци од оваа година достигна 1 милиарда 539 милиони евра. Или споредено со претходниот период, имаме 67, односно 68% пораст во однос на истиот период за 2020 година. Имаме 12,5% пораст во однос на истиот период во 2019 година и имаме 33,5% пораст во однос на 2018 година. Овие бројки покажуваат дека економијата во рамки на технолошко-индустриските развојни зони е на добар пат. Не зборуваме веќе секако за опоравување, туку зборуваме за реален раст и јас очекувам овие бројки да продолжат да растат и понатаму. Секако свесни сме за ризиците, разговараме со компаниите, глобалните трендови во одредени дејности подразбираат одредени ризици, меѓутоа следиме внимателно. Секако кажам, се радуваме на позитивните бројки, меѓутоа и ќе бидеме внимателни, ќе настојуваме овие позитивни бројки да ги поттикнеме дополнително во периодот што следи. Во делот на увозот исто така рекордно полугодие во однос на целиот претходен период. Бројките ги кажуваме до 2018 година, сметете дека во претходниот период се уште пониски, така што растот е уште поизразен. Вкупното ниво на увоз во првото полугодие 2021 година во рамки на зоните е на ниво од 1 милиарда 535 милиони евра. Или споредено со претходните години, че имаме раст од скоро 90% во однос на истиот период лани, 18,5% пораст во однос на истиот период во 2019 година и 56,5% пораст во однос на првото полугодие во 2018 година. Загрижувачки трендови на злоупотреба на дрога кај младата популација. Психолозите алармираат дека родителите не се доволно вклучени во животот на децата и не им обрнуваат внимание. Поради тоа, честопати не ни забележуваат дека имаат сериозни проблеми со дроги. Злоупотребата на дрога станува се поприсутна меѓу младата популација. Честопати пробувањето на наркотични средства од љубопитство или заради друштвото прераснува во сериозен проблем и зависност. Трендовите се загрижувачки, нагласуваат стручните лица. Како најважна причина за губењето контрола и запаѓањето во канџите на дрогите, го посочуваат недоволното внимание на родителите. Психолозите алармираат дека тие не се вклучени во животот на децата и честопати не ги ни забележуваат сериозните проблеми со дрога.
Социјалните служби во Гостивар се соочиле со пример кога родителите не знаеле дека нивното дете користи хероин цели 5 години. Ова е такво време. Вардете се, вардете ги вашите деца. Зборете со нив, пратете ги. Сите, значи, пракси покажуваат да најкасно родителите дознаваат дека детето му се дрогира. Па јас не знаев тој 5 години на хероин. Како не си знаел дека 5 години на хероин? Не си видел дека спие едење? Деца кои немаат контрола, најмногу. Значи, децата кои добиваат све, добиваат само пушти ме раат. Има една родителска изрека, пушти ме раат. Значи, еве ти пари и пушти ме раат. Еве ти телефон и пушти ме раат. Значи, мирот на родителот прави штета на детето. Родител е функција, тоа е како да си вработен. Значи, ти како родител не ја работиш својата работа. Му даваш пари, му го тераш нека излезе со другари или да седи на телефон, само ти да бидеш раат како родител, а да не знаеш дека твое дете е 5 години на хероин. Патот до излекување од дроги е тежок и макотрепен, велат психолозите, нагласувајќи дека од хероин само мал број зависници успеваат да се отргнат, а најчесто почнуваат да ја земаат на тинеџерски години. Значи, хероин во било која форма е високо зависна субстанца и ѓавол на оваа земја, хероинот. Значи, тоа кажувам, значи, со отворен глас. Ѓавол во оваа земја е хероинот. Тоа е опасна дрога. Ако младите почнат со хероин врло млади, тогаш шанса да се скинат е минимална. Значи, јас сум работел од 100 луѓе ако еден или двајца се излечили. Пазите, од 100 луѓе ако еден или двајца. Тоа се за оние корисници кои почнале со 15-16 со хероин. Не сум видел човек што после 30 година почнал со хероин. Не сум видел. Според податоците од секторот за внатрешни работи Тетово, во првите 6 месеци од годинава, на подрачјето биле евидентирани 55 кривични дела од областа на недозволена трговија со дроги, што е 13 повеќе во споредба со истиот период лани. Полицијата исто така изготвила и 30 барања за поведување на прекршочна постапка за сторени прекршоци, поврзани пред се со уживање на наркотици. Тетовчите Лафој на Гавро конечно беа промовирани пред тетовци. Неговото дело Тетовскиот говор соодветно беше промовирано во Музеот на Тетовскиот крај, а негови промотори беа маестро Ивица Зориќ и Милена Илиевска. Публиката презадоволна и радосна заради оваа тетовска енциклопедија која ќе остане и за идните генерации. Конечно пред тетовчани промовирана енциклопедијата за Тетово, книгата која предизвика голем интерес и која е вистинско културно богатство. Авторот Дарко Гавровски Дарко со големо задоволство пред тетовчани го представи своето дело, кој го подготвувал дури 22 години. Не жалам, вели, за потрошеното време, зашто во неговата книга се отсликува обстојувањето на тетовскиот дијалект, неговата уникатност и аманет и за идните генерации да продолжат да го негуваат. Вечера беше прекрасна вечер во која што одадовме почитување на тетовчани со книгата, иако во јануари излезе заради ковид мерките, дури сега се промовираше. Пресреќен сум на одзивот на тетовчани и на прекрасната атмосфера која ја постигнавме и јас и промоторите, и двајцата промотори и групата Шербет, така да мислам да направивме едно прекрасно тетовска вечер. Тетовскиот говор е запечатен, стандардизиран сега во оваа книга. Тој докаже дека ќе продолжимо да збориме тетовски и ќе продолжи идни генерации да го користа нашите деца и нашите пријатели сигурно. Промотори на неговата книга беа маестро Ивица Зориќ и Милена Илиевска, кои не ги штедеа пофалните зборови за неговото маестрално дело и подарокот кој преку него го остава на својот град. На промоцијата присуствуваше и градоначалничката Теута Арифи, која ја истакна важноста на ваквите дела за градот Тетово. Со господинот Гавровски се запознавме кога во општина, значи дојде за да ме запознае со книгата и нормално ми беше големо задоволство не само запознавањето, но исто така можноста да станеме така скромен дел од таа книга. Јас мислев дека он е филолог по струка од начинот како книгата беше работена и сметам дека е едно големо богатство на градот Тетово и за градот Тетово и секако дека ние како општина би сакале и понатаму уште повеќе да ја поддржиме како публикација
имајќи го предвид фактот дека, како што каже и самиот автор, таа е една од ретки книги која е обработено на тој детален тип во однос на говор и му посакувам нормално здравие, а на тетовчани исто така на сите многу здравие и што поуспешно да ги задржат финесите на нашиот толку посебен тетовски говор. Со староградски тетовски песни настапија и познатото трио Шербет, кои дополнително ја збогатија вечерта со своите гласови. Публиката презадоволна што после подолго време има на што да се радува во градот под шара, а честите аплаузи и пофалните зборови за Гавро беа доказ дека долгогодишниот труд кој го вложил и тоа како се исплатил. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера вечер околу 21 часот и 40 минути во Гостиварска Топлица, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 21-годишникот Тетовско Горноседларце, затоа што при преглед му биле пронајдени кокаин и марихуана. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар и по документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 12 часот полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 20-годишникот Неготино Полошко поради сомнение дека извршил кражба на накит во возило на негов пријател. Се расчистува и документира случајот и против него ќе следува поднесок. Полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар исто така вчера во 17 часот и 30 минути лишиле од слобода 18 годишен жител на Гостиварско село, кој се сомничи дека дента околу 14 часот и 30 минути во селото извршил облјуба врз малолетничка која му била роднина. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и со соодветен поднесок денеска ќе биде изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Гостивар. Вчера вечер пак од 20 часот до 2 часот по полноќ на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово спроведена е акциска контрола дали и колку од возачите ги управуваат возилата под дејство на алкохол. При контролата биле откриени вкупно 4 алкохолизирани возачи, 2 од Тетово и 2 од Гостивар, кои веднаш се исклучени од сообраќај и на кои ќе им бидат изготвени законски предвидените поднесоци. Покрај ова санкционирани се и 26 други видови прекршоци, 14 во Тетово и 12 во Гостивар. Заради традиционалната манифестација Галичка свадба, за време на викендот ќе се воведе посебен сообраќаен режим кон Галичник. Секторот за внатрешни работи Тетово ги информира граѓаните дека денеска и наредните 2 дена ќе воведе посебен сообраќаен режим кон мијачкото село Галичник, каде што ќе се одржи традиционалната манифестација Галичка свадба. Во рамките на истиот, вечерва од 20 до 1 часот по полноќ се забранува движење на возила низ селото. Утре забраната ќе биде на сила од 18 до 22, а во недела од 7 часот и 30 минути до 15 часот. Поради тоа, на граѓаните им се советува нивните возила да ги паркираат на наменски одредената локација за паркирање на влезот на Галичник. Им се укажува исто така целосно да ги почитуваат наредбите и насоките на полициските службеници и редарските служби, а мештаните од Галичник возилата да не ги оставаат на пат, туку во дворовите пред нивните куќи, се со цел да не се создаваат непотребни сообраќајни мешаници. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира денеска, утре и задутре да не се изведуваат никакви градежни или други активности на потегот од Брана до Галичник, за да се овозможи непречено и безбедно одвивање на сообраќајот во двете насоки. И одбојкарите од македонската репрезентација се на подготовка во Маврово. Таму ќе останат 1 месец, велат дека очекуваат добри надпревари со позитивни резултати. Како што знаете, почнеме на припреми овој понеделник. Нешто некои од играчите немаат ни пипната топка, немаат ни фитнес, ни ништо извежбани. Доени сме тука, не знам, ќе бидеме околу скоро месец дена. Ќе пробаме да се спремиме како што треба и да видиме очекувањата ни се да отидеме со 2 победи, да бидеме малце подобри од прошлото европско првенство. Ама ќе видиме со Господ напред, само здравјето да не чува нас, сите момци и времето да ни се поведи туку Мавро. Европското се знае, 1 септември почнуваме, распоредот ни се знае, патуваме 2-3 дена порано. Со Господ напред, само да викам да сме здрави, живи, да се спремиме како што треба и идеме само на победа.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Пријатно!